За жал, образованието се повеќе создава притисок врз децата и психички проблеми, отколку што ги подготвува за секојдневниот живот. Речиси 54% од испитаните деца само делумно се согласуваат дека она што го учат на час им е интересно и корисно. На ова прашање одговори добивме многу, но најчесто децата сметаат дека треба да се смени непочитувањето, строгиот однос на наставниците, да има повеќе вонучилишни активности, да се подобри хигиената во училиштата и да се обрне повеќе внимание на менталното здравје на децата. Но повеќе од 60% од децата сметаат дека имаат премногу училишни обврски кои им го ограничуваат нивното слободно време. Тешко прашање, бидејќи имаме премногу препораки на оваа тема, но како најважни би ги издвоила да се обезбеди ред за секое дете, децата да не се преоптеруваат, односно програмата да се опфати само она што е приоритет, а наместо на тоа да се додадат предмети кои што се важни за секојдневниот живот, да се вработи квалитетен психолог во училиштето, да се цени мислењето на учениците, да се направат стручни училишта и конечно се свати дека петката не е единствен начин за да се успее, да се направат повеќе вонучилишни активности и при запишување на факултет во предвид да се земат само оценките од релевантните предмети. Во темата образование разговаравме за 3 поттеми. Првата е децата со попреченост, за која истражувањето ни докаже дека во училиштата ги нема потребните услови за тие без проблем да ја следат наставата, како личен асистент, рампа за децата со количка, брајово писмо и слично. Втората поттема е недостатокот на ресурси за која предлагаме секоја година да се даваат нови учебници на учениците, да има подобро грејење, да се менува училишниот инвентар и да има поголем пристап до технологијата.